Имаме како обичен шпил карти, се надевам може да видат и гледачите дома. И ќе спомнам нешто што е и премногу очигледно, дека секој пат кога се сече шпил од карти, нели горната карта се менува. Тоа е мислам јасно наситено, го спомнам за секој случај, само нели. И тоа што вие треба да го направите сега е само да го исечете шпилот и да го поклопите одгоре. Значи само ќе го направите тоа. Ајде. Јас ќе се свртам не од научливост, туку едноставно за да не видам каде ќе исечете. Само да и пресечам. поклопете го од озгоре. Е сега горната карта. Одлично, без да ја гледате, ставете ја позади вас или некаде каде што нема биде видлива за никого. Нема да. Се е окей? Да. Одлично. Е сега ќе го направиме следно. Промешате го шпилот за почеток. Чекайте се. Да, нема гајле, слободно. Така. Значи шпилот ќе биде промешан, имаме една карта која што ниту јас, ниту вие, ниту гледачите, апсолутно никој нема биде се надева. Добро. Така. Еве поведете. И тоа што ќе осторам сега е тоа што ќе се обидам да најдам која карта недостига од шпилот. Гледајќи ги картите една по една. И ова што го правам сега не е меморирање на картите по редослед, туку е нивно меморирање на начин кој поминале, а кој де. Значи јас само едноставно ги меморирам картите кои што моментално ги гледам. Добро, јас не сакам се помешам, истовремено да меморира и да добро. Веќе ми е навика како. Ќе останам без коментар во моментот да не ти попречам. Да. И автоматски кога би видел кои карти се тука, би знаел и која карта нели недостига. Така да уште неколку имаме. Ќе причекаме, нема проблем. Да. Така, и сметам дека единствените карти кои што не ја гледам ни последната карта. И мислам дека единствените карти кои што не ги видов до сега се двојката срце и тројката баклава. Така да ако ова е тројката баклава, би требало вие да имате двојката срце таму. Покажете на камерата. Јас се воодушевив. Благодарам. Значи Браво. ова не беше некој магичен трик каде што карти не се туку беше чиста демонстрација на меморијата. Одлично. Јас не сакам да ти попречам, меѓутоа со самото тоа што ти постојано зборуваше дека ги вртеше картите, Да. во моментот сакав да те прашам дека можеш истовремено да зборуваш, да презентираш пред јавноста и да ги меморираш картите. Да, Браво. се е стварна навика веќе. Каква навика, не можам јас тоа да го наречам навика. Немој да бидеш многу скромен, навистина си гениален во ова, одлично, затоа што мислам дека ова не ми изгледа многу мене реално, да бидам искрена. Фала, таков ми е стилот.